Јавен укор, парична казна или разрешување го чека судијата Пајазит Пајазити, кој што го стави во домашен притвор избеганиот поранешен командант на УЧК Блерим Рамадани. Комисија составена од членови на судскиот совет веќе го разгледува барањето за утврдување одговорност, кој го поднесе судијата и член на советот Александар Камбовски. На некој од наредните седници, комисијата ќе треба да ја каже својата одлука, а потоа членовите ќе гласаат за казната што го чека Пајазити. Судијата Александар Камбовски беше дел од комисијата што советот наодамна ја формираше со цел испитување на одлуките на Скопскиот кривичен суд во врска со притворот на Рамадани. Оваа комисија утврдуваше само фактичката состојба при носењето на одлуките на Пајазити за случајот со командантот на УЧК. За предметот со Рамадани, Камбовски на седницата наведе дека судијата Пајазити во решението за определувањето на куќниот притвор кога определил Рамадани да издржува притвор во шутка. Според Камбовски, Пајазити не го определил начинот на кој надлежните од МВР ќе го вршат надзорот на куќниот притвор на Рамадани. Колку за подсетување, уапсениот Рамадани на 18 јули се согласил пред судијата Пајазити да биде екстрадиран по скратена постапка во Србија и се согласил да биде суден. Пајазити тогаш му определил притвор, но на 22 јули Рамадани поднел жалба преку својот адвокат во кој навел дека не го разбрал преведувачот кога зборувал за скратената постапка за екстрадиција. Според законот за меѓународна соработка, изјава за скратена постапка за екстрадиција не е одповиклива и не може да биде повлечена, па оттука Рамадани немал право да се премисли. Сепак судијата Пајазити го прифатил премислувањето изгоре на тоа, иако немало изменети околности и се уште постоела опасноста од бегство, на Рамадани му определил куќен притвор и тоа да го издржува кај роднини. На ниту една седница на судски не стана збор за тројцата колеги на Пајазити, кои според одлуката на Врховен одлучиле незаконито при неопределување екстрадиција на Рамадани. Освен бурни реакции кај домашната јавност која чека одговорност од судиите, официјален Белград побара одговори од државните органи, како Рамадани барам преку Интерпол од куќен успеа да избега за Косово.